Добар ден, почитувани. Следите уште една нова телма амбуланта. Кога докторот ќе ни препише антибиотик, обично стравуваме лекот да не доведе до диареја и грчеви во стомакот. Па зошто антибиотиците предизвикуваат течна столица? Како се лекува овој проблем? Дали секоја употреба на антибиотик проследена со диареја е ризик фактор за инфекција со отпорната бактерија Clostridium? Кај диареја предизвикана од оваа бактерија, дали секогаш е неопходно лекување? Имаме навистина интересна тема која што ќе разработиме со професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Антибиотикот и диарејата обично одат рака под рака. Зошто е тоа така? Ќе ја прашаме денешната гостинка, професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве нашла. Навистина ми е драго што сте наша денешна гостинка. И јас ми е драго што сум кај вас, а и многу ми е мило да разјасниме некои поимови во врска со некои несакани ефекти кои се јавуваат при употреба на антибиотиците. Така, некои се ужаснуваат кога ќе сватат дека ќе треба да примат антибиотска терапија, плашејќи се од диарејата, односно од проливот кој што може да се јави и грчевите во стомакот. Па зошто тоа се случува? Зошто антибиотиците создаваат пролив? Така, нема лек кој нема некој несакан ефект. Една од најчестите и најуглавном бенигните работи која може да се случи подавањето на еден вид терапија како што се антибиотици е промена во таа микрофлората. Тоа се тие бактерии всушност кои што живеат во цревата. Да, затоа е многу важно и никогаш не е на одмет повторно да се каже колку е важно да го чуваме тој микробиом, колку се тие нашите добри бактерии кои ги имаме кај себе и за кои викам дека никогаш не сме сами и кога сме најдепресивни, бар 2 кила пријатели се со нас, тоа е таа добра флора која не штити, која има многу своји специфики да го брани организмот од несаканите ефекти и да го овозможува нормален метаболизам, нормална хомеостаза. Секој давање на антибиотик, директно или индиректно, во помала или поголема мера, влијае на промена на таа флора. Што е работата? Секој антибиотик, зависно од тоа дали се излачува преку билијарните патишта, дали е негов ентерален циклус, дали се излачува преку бубрегот, дали е негов метаболизман преку црниот дроб, на овој или на оној начин, во помала или поголема мера, има влијание на епителот на дигестивниот тракт. Значи ги оштетува епителот на цревото, на трешниот слој на цревата. Тоа оштетување, таа промена на флората која настанува и поради влијанието кое антибиотици скоро сите имаат големо влијание на промената која се заборава на составот на жолчните соли во цревото. Сета таа промена доведува до еден дискомфорт. Кај најголем број од пациентите, тоа ќе се јави една блага симптоматологија со некоја нелагодност, подуеност или краткотраен пролив. Не секоја диареја предизвикана од антибиотици е таа сериозна диареја за која треба да кажеме неколку повеќе зборови, предизвикана од Clostridium difficile. Не само причинители да се различни, меѓутоа различити апсолутно и механизмот на кој настанува таа диареја. Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, нетифоидни салмонели, многу други причинители, непознати причинители многу за нас, предизвикуваат пролив. Сите они влијаат на еден начин да доведуваат до промената на флора. Меѓутоа, сите предизвикуваат промена во концентрација на флората и промена во метаболизмот на јаглените хидрати. Промена на метаболизмот на јаглените хидрати доведува до нивна зголемена количината во цревото. Они као такви ја повлекуваат водата и кажуваме дека настанува една осмотска диареја, една чист физиолошки механизам да организмот повлекува вода и човекот ќе има проблеми ден-два и тоа ќе се смири. Или се смирува по престанокот на давање на антибиотик. Кога се работи за диареја која е предизвикана од бактеријата Clostridium difficile, механизмот на настанување е и тој
Međutim, ne samo da se remeti fermentacija na jaglenohidratite, nego jedna uslovno patogena bakterija kao što je Clostridium difficile сега го колонизира цревото. Се размножува во голема количина. Таа колонизација доведува бактерија, има изузетно јаки токсини кои под дејство на токсините настануваат низ промени во нивото на цревото кои доведуваат до различити степени на диарејата и со тоа различита манифестација на клиничката слика. Така. Професорке, обично се советува за време на антибиотската терапија да примаме пробиотици, понекогаш и пребиотици. Исто така има препорака за промена на режимот на исхрана, повеќе се внесува ферментирана храна, ферментирани производи, кисело млеко, јогурт, кефир. Дали е тоа гаранција дека нема да дојде до диареја предизвикана од антибиотик? И дека нема да дојде до некој драматично нарушување на нашата цревна флора? Во животот нема за ништо гаранција, па така нема гаранција ни за давањето на пробиотици или пребиотици или соодветна исхрана, поготово исхрана нема големо влијание на сама манифестација на Clostridium difficile инфекција. Единствена цревна инфекција, каде одговорно можеме да кажеме да сама диета, начин на исхрана не влијае на текот на болеста, е Clostridium ради своји специфични патогенетски механизми на настанувањето на диарејата. Сета храна ферментирана, кефир, јогурт и сето тоа позитивно влијае на цревото, али не влијае на текот на самата болест ако не се применат други механизми. Во однос на пробиотиците или пребиотиците е друг момент. Тука со сигурност и со evidence-based, со висок ниво на сигурност, може да се каже дека имаат апсолутно позитивен ефект не само во лекувањето, него и во превенцијата на настанувањето на ова инфекција. Треба да се знае кои пробиотици. Тоа се пред се тие кои содржат лактобацили, бифидобактерии и една квасница, Saccharomyces boulardii, кај кои е со сигурност докажано нивното дејство со лачењето на протеазите кои инхибираат да еден од токсините кои го има бактерија, токсина да се ослободува и делува на нивото на цревото. Другите два пробиотика што ги кажав, другите две бактерии влијаат сигнификантно на зголемување на интестиналниот ниво на антителата IgA, тие секреторни антитела кои го зајакнуваат епителот на цревото и спречуваат негативни ефекти од појава на антибиотиците. Затоа се пробиотиците навистина одредени, корисни и дел од терапијата и превенцијата за појава на Clostridium difficile асоциирана диареја. Дали секоја употреба на антибиотик проследена со диареја е ризик фактор за развој за колонизација со оваа отпорна бактерија Clostridium difficile? Difficile, да. Треба да кажеме неколку збора зошто кажуваме за оваа бактерија. Знаете, оваа бактерија е одавна позната и као што е се у медицината се менува низ векови како наука осознава некои работи, откриена е уште 1935 во интестинум на новородено. Многу долго се сметала дека е апсолутно дел од нормалната цревна флора, бидејќи управо присутна кај деца. Името го добила затоа што има од грчкиот и од латинскиот збор вретено-виден облик и тешко се култивира. Нејзината тешка култивација, бидејќи бара специфични агари, да не замараме за какво е тоа, е довела до насловот Clostridium difficile. Од 2016 година ова бактерија има сосема друга, со многу особини се осознаени други и она е сврстана во сосема друг род, Peptoclostridium. Меѓутоа, да не биде забуна у медицинската наука и за да полесно се разбираме, кратенка е иста, Clostridoides difficile, и затоа е истата кратенка. Ова бактерија е специфична по тоа што и до 75 година се видело да она може да е дел од нормалната флора, али под дејство на антибиотиците долго била врзувана само со клиндамицинот. Тоа е антибиотик? Да.
I dugo se mislilo da samo su davanje to na toj vid od lekovi, ke dojde do oštetuvanja na crevoto, koga ova bakterija, koja ne kažavme deka ima mnogo specifične karakteristike, to je anaerobna bakterija. Znači bakterija za čije rast i razmnožuvanje nema potreba od kislorod. Ona je anaerobna bakterija, dosta pogolema od drugite bakterije, međutim, bakterija koja ima mnogo faktorina virulencija. To je bakterija koja stvara subterminalni spori. Sporite se to, što je glavna specifika na ova bakterija. I za njezino održuvanje, i za to da za njivna izuzetna otpornost na dezinficijenci, na ultravioletovi zraci, na sušenje, na sterilizacija. I zato je dijareja... Da, i zato je ova dijareja strašno golem hospitalni problem, duri pogolem od on čuveni od metitilni rezistenten stafilokok, znajete koji, i drugite bakteriji, zato što na vistinu obstoju u bolnicite. Освен во болниците, ја има и на други места, бидејќи Bakterija je široko rasprostraneta. Ima sekade okolo nas. Ona se naođa vo zemljata, vo pesokot, vo vodata, vo bazenite. Sekade je ima. Работата е да незина ингестија Така, доколку ги примиме спорите од оваа бактерија, дали то со сигурно значи инфекција? Не. Со клостридиум? Не. За среќа тоа не е така, као и за други причинители. Da nastane bolest, da nastane infekcija, mora da postojat golem sklop na predisponirački faktori. Tako da, to je predse upotrebana antibiotska terapija, kaj pacijent postara возраст, uglavnom se to individui nad 60, nad 65 godini, mada za žal poslednite 10 do 15 godini je vo naukata eden alarm, бидејќи се зголемува бројот и на болеста, ке кажеме, зошто се тие нови хипервирулентни соеви и кај помладата популација и кај луѓе кои не биле хоспитализирани. Бактеријата je predisponirački faktori. Primanje na hemoterapija, hirurgija vo abdominalnata regija, vo regijata na intestinumot, HIV pacijenti, pacijenti koji primat na ovoj ili onoj način inhibitori na lačenje na želudačna kiselina. A to široko se rasprostranati tije lekovi, profesorke, za namaluvanje na kiselinata na želudnikot, sekoj vtor čovek pije lekovi. Se zimat bez kontrola i mnogo često pravat mnogo poveće belja i otkočuvat nekoj mehanizmi koji ne bi trebalo da se slučuvat. Nivno zimanje na vistina treba da je pod kontrola. Poradi nivno visoko vlijanje na potencijalno množenje nova bakterija, kaj postarite возрастни grupi, kaj što je indicirano na vistina davanje, podredene indikacije na proton pumpa inhibitori, se predlaga da bide zamenuto so magnezijum. Magnezijum preparati koji ke namalat lačenjeto na kiselinata ili bizmut, бидејќи ke gi namalat možnosta za množenjeto na klostridijum. Mnogo drugi faktori se isto tako predisponirački za da pacijent dobije klostridijum. Nekoji se i začuduvački bile. Znajte, pušenje, primenata na antidepresivi, primjena na soli na zlato, primjena na antineoplastična terapija od mnogo pričini doveduva do promenata na flora, site tije su primanje to na antibiotska terapija doveduva do idealno milje da ova bakterija ne samo da kolonizira. Kolonizacija je jedan miren proces. Znajte, koga sme u jedna pad pozicija su neko prijateljski relativno odnos od ta bakterija. Da, kolonizacija ne znači bolest. Da li nekoja kolonizacija ke pomine ponatakavo akutna bolest, koja može da bide umerena, sredno teška, do fulminantna, so strašna klinička slika, ili ke nastane posle toga i nešto što ne sakame, a što za žal je mnogo često sinonim koga se raboti za Clostridium difficile infekcija, a to je pojava na povtorni ataki na Clostridium difficile infekcija. Da li se raboti za relapsi, recidivi ili povtorna infekcija, klinički nije, ne možeme to da kažeme. Relaps znači deka isti odsoj
Се повторува. Sama bakterija ima više od 100 serotipovi. 14 се класично патогени за човекот и класично предизвикуваат претешка болест. Тачно се и кад нас одребува кој риботип доминира. За жал, тој хипервирулентен сој, бинарен, НАП 0,1-0,27 кој доминира од Холандија, па сега низ Европа, е присутен и кај нас. Тој е тој кој доведува не само до појава на клостридиум кај помлада популација, меѓутоа и доведува до многу потешка клиничка слика и за жал има многу полесна пропагација и во болничка и во вонболничка средина. Сето тоа доведува уз други 3 доминантни серотипови кои владаат и кај нас и во светот, кои се вирулентни до тешки манифестации на болеста. Професорке, децата не може да заболат од оваа бактерија. Споминавте дека кај бебиња првпат изолирана, но очигледно тие немале симптоми на болеста, значи немале диарија. Зошто е тоа така? Да, многу работи се, јас многу го сакам клостридиум. Мислам, би можеле за секоја од овие елементи многу да збориме, да бидеме појасни. Многу е важно населението да знае дека може да се превенира, само да не ги злоупотребуваме антибиотиците. Најлошо е зимање на своја рака, во несоодветна доза и недоволно долго. Се ствара резистенција и се стварат идеални услови да кога треба да ги дадеме, ние, знаете, имаме ситуации, основно лекувањето на клостридиум дифициле е прекини антибиотик. Ние имаме 101 работа каде што не може да се прекине антибиотска терапија. А доколку се прекине, ќе запре диарејата предизвикана од клостридиум? Ќе се реши проблемот? Не, ќе се стопира механизмот да процесот иде понатака. Влошувањето. Знаете, али не можеме ние при појава на една сепса, на еден менингит, на една претешка инфекција, не може да се истои една друга манифестација. Затоа е многу важно давањето на антибиотици кога треба. Во однос на децата, не сите, најмалите деца, знаете, носителство, сите ние и уопштата популација, и здрава популација се смета, зависно од студии, зависно каде е испитувано, сме носители на бактеријата. 3 до 7% здрава популација се рачуна дека глобално пациенти пред да влезат во болница имаат 7%. Огромни студии во светот се прават за клостридиум. Со години он страшно популарен патоген, популарен у смисол да се превенираат негови несакани ефекти. Лекување на клостридиум пациенти страшно многу кошта. Тоа бара сериозна контрола и долготрајно лекување. А пациентите идат у релапс. Во однос на децата немаат нешто што е многу специфично за секој инфективен причинител. Дали го немаат рецепторот во најмалата возраст? За токсинот? Да, или е се уште не е експониран, многу се испитува уште во науката. Меѓутоа, навистина, деца до 6 месеци се 37 до 50%. Тие деца е присутна бактеријата и со токсикогени соеви без ikakva манифестација. Со возраста процентот се намалува, така да дете од прилике на 1, 2 до 3 години апсолутно е ист процент на носителство, на колонизација као во општа возрастна популација. Затоа кога бил пронајден клостридиум се мислело, као и неонатус, уште 35-та година, кога го нашле, ми сметале дека е дел од нормалната флора. Со возраста, за жал, и денес е во однос на детската популација, за жал, клостридиум еден многу сериозен патоген. Многу е сериозен затоа што дел од заболувања кои се јавуваат кај дечињата, хематоонколошки, децата со цистична фиброза, децата со инфламаторни заболувања на црево, децата кај кои се аплицира назогастрична сонда, сите они развиваат тешка клиника на клостридиум дифициле инфекција со многу специфична клиничка слика. Клиничка слика кај дечињата со клостридиум иде со висок степен, 26 до 30% со појава на крв во столица.
знаете, koja не е манифестна кај пациентите со класична клиничка слика на Clostridium difficile. Тамо ќе бидат микрокрварења, окултно крварење, кај дечињата тоа ќе биде видливо и манифестно и со многу тешка загуба клиника. на крв. Професорке, а кога ќе дојде пациент со диареја предизвикана од антибиотик, како се проценува дали причинителот е Clostridium или пак нешто друго, или пак самиот антибиотик, нели нарушената микрофлора? Так, да. Тоа е... Има ли некои специфични симптоми кои што укажуваат дека таа состојба со диарејата е малку покомплицирана од обичното нарушување на микрофлората што го предизвикува антибиотикот? Значи, нити има посебен симптом, нити има посебен диагностички некој параметар кој ќе би го направиле веднаш и би рекле тоа е Clostridium. Мора да се склопи една клиничка слика. Знаете, мора да постои пролив, мора да постои примена на антибиотска терапија, мора да постои доказ дека ја имаме бактеријата или токсин во столицата, мора да се направи колоноскопија и да хистопатолошки докажеме дали постои тој чувени, така наречен, не кажавме, псевдомембранозен колит, кој настанува под дејството на овие два токсина. Постои и третиот, јота-токсин, кој е уште потоксичен, а се е повеќе присутен овие хипервирулентните соеви. Значи, мора да постои еден цел склоп на симптоми. Она што е основно кога се работи за Clostridium difficile диареја, дека пациент кој има класична диареја, не е узбуна ако има 1, 2, 3 столици. Меѓутоа, кога настанува влошување на болест, кога во столицата се појавува мукус, слуз, кога се појавува окултно крварење поред комелена, кога се јавуваат силни грчеви и неиздржлива болка во стомакот, која бара да се јави на лекар за да се исклучат други состојби во абдоменот, кои ќе бидат пропратени со она што сега ќе биде направено, значи една крвна слика која ќе покаже висока леукоцитоза, која ќе покаже дека се работи за можна Clostridium difficile инфекција, која ако се направи рентген диагностика ќе покаже дилатација на цревото. Знаете, може да е дилатиран колон и до 7 см, до 12 см у ниво на цекум. Може да настане перфорација и да настане и смрт. Претешки манифестации од Clostridium difficile инфекцијата. Некогаш тоа иде постепено, непрепознаено. Некогаш имаме претешка Clostridium difficile инфекција без пролив. Значи може и да нема пролив. Иде толку фулминантна дилатација, проширување на цревото, со сите оние патогенетски механизми кои настануваат. Знаете, сето тоа се случува во цревото, се јавува илеус или субилеус, застој. Ние немаме диареја, а ќе настане перфорација на екстремно дилатирано црево под дејство на токсините. Токсините прават, токсин А и токсин Б, прават некроза. Едниот е класично ентеротоксичен, викаме токсин А, другиот е цитотоксичен. Сем некроза и инфламација прават силна инфламација на ламина проприја, на долните слоеви на цревото, тоа доведува до некроза. Од друга страна, овој цитотоксин Б, кој е класичен цитотоксичен, самиот збор ќе кажува, ја уништува клетката на цревото, знаете, доведува до куп други патогенетски механизми кои доведуваат до енормно лачење на водата во цревото, што се манифестира со диареја, со крв во столицата, со дилатација, некроза и ако не се интервенира на преве, ако не се направи во овие веќе фулминантни случаеви, знаете, потребно да се направи ресекција на цревото за да се спаси живот. Иначе пациентот иде у енормна ситуација, со дехидрација, со закажување на системи, до сепса и значи, се тоа може да доведе и до смртен исход. Да. А што се презема во почетните фази на болеста? Дали секогаш е потребно агресивно лекување? Има ли антибиотик што ја уништува оваа бактерија со оглед на тоа дека е многу отпорна? Да, терапијата е
standardna i terapija je dobro poznata. Ono što je mnogo važno, pre da kažeme koji se to lekovi, to se dobro poznati, imamo i novi generacije lekovi, i monoklonalni antitela, i intravenski i така. Sve to se dava, za žal, mnogo često mora da se повторува. Значи, антибиотици, професорке, предизвикуваат болеста, но и антибиотици потоа лекуваат. Da, to je paradoks od kaj Clostridium. Vidite, da nastane Clostridium difficile diareja, prvično беше vezano za jedan antibiotik, pa se videlo niz godiните со давањето на други антибиотици, за жал, дека најчесто употребувани антибиотици, као што се ампицилин, амоксицилин, цефалоспорини од прва, од втора генерација, знаете, тие се кинолони кои се енормно употребувани, флуорокинолони, доведуваат сите помалку или повеќе до силни промени кои може да доведат до колонизација, а таа колонизација со оние сите фактори на ризик од своја страна, ако се присутни, може да манифестира. Ова се лекови што ги споменавте, што обично се земаат за секој случај, ако ме боли грлото, да не ми се развие. Така, затоа сакам да кажам дека никогаш не би требале да земаме на своја рака антибиотици. Например, поготово што ги спомнавте ангините. Најголем број од ангините е од вирусно потекло. Тие што се од бактериско потекло, треба да знаеме кој се за да делува антибиотик. Секое давање на антибиотик е мач со двеоштрици. Ако морам да го дадам, сум направил добро. Ако не, правам лошо и за пациентот, и за идните пациенти кои треба да бидат лекувани со тие антибиотици. Во однос на терапијата за Clostridium, потребно е прво да го докажеме. Затоа сакам да кажам дека е многу важно диагностицирањето на Clostridium. Мора да се бара причинителот и секогаш златен стандард е докажување со култура. Работата е само кој е временски период потребен да докажеме одреден причинител. Златен стандард со култура и докажување баш на цитотоксичен сој на култура, што бара голема умешност на персоналот кој работи со причинителот. Знаете, е потребно време од минимум 2 до 5 дена. За среќа, постојат тестови кои за 2 до 4, максимум 5 сати можат да не упатат дали се работи за Clostridium difficile инфекција. Затоа денес е важно да знаеме, она што реков на почеток, важно е да знаеме дали се е Clostridium difficile помалку присутна или повеќе присутна него што знаеме. Дали се субдиагностицира или овердиагностицира. Не секоја изолација на бактерија значи болест. Потребно е да докажеме не само присуство на бактеријата, него да докажеме дека се работи за токсикогени соеви. Знаете, постојат многу тестови. Постојат и ориентациони тестови со одредување на еден ензим кој го имаат сите клостридиуми, независно дали се патогени или не. Тој е ориентационен тест кој ќе го со глутамат дехидрогеназа. Ќе ве упати дали има ваква бактерија. Да, и за кој, ако го направиме со ензим имуноесеј, он нема да ни каже дали се работи за токсикоген сој, али ќе даде оправдување да идеме во следниот чекор за докажувањето на токсините. Знаете, исто со ензим имуноесеј, дали ќе докажеме токсин А или токсин Б. И многу е важна правилно диагностицирање. Затоа е многу важно кој ќе го гледа резултатот и кој ќе даде терапија на пациентот со Clostridium difficile. Постојат лекови и прв лек на избор и најстари историски во однос од кога се дава е метронидазол. Он се дава 3 пати на ден перос во соодветни концентрации, се дава 10 до 14 дена. Што е важно за овој лек? Другиот лек кој е општо познат и прифатен и се дава е ванкомицинот. Тоа се 2 лека кои имаат сосема опречни механизми на апсорбција. Метронидазол е лек кој има во однос на апсорбцијата, он апсолутно скоро се апсорбира.
od intestinumот. Минимални концентрации се докажуваат во фецесот. Зато е илузорно некогаш кога се дава на формирана столица. Он нема на што да делува. Од друга страна, ванкомицинот, лекови се даваат пред се перос. Што тоа значи? На уста. На уста. На уста. А ванкомицинот исто така е лек кој е висок спецификум за Clostridium difficile, се дава 4 пати по 125 мг на уста во текот на 10 до 14 дена. Тој е лек кој светот вика треба да го ставиме пред метронидазолот поради појавата во светот, резистенцијата на метронидазол, која ние кај нас се работат и работат млади колеги на микробиологија, трудови, интензивно и све, не е докажана таа резистенција во лабораторијски услови. Мада клинички сме имале да метронидазолот нема таков ефект. Знаете, лабораторија и пациент не се секогаш исти. Друго е клиничар која ќе процени во однос на резултатите како оди тоа. Така да, ванкомицинот нема интестинална абсорбција. Има значи различити механизми на дејство, а делуваат одлично на бактеријата. Новите лекови поради евентуална појава на резистенција што светот ја признава. Не знам дали смеам да кажам дека е нов лек кој е одобрен 2011 година. Сакам да кажам тоа се веќе добри 13-14 години е фидаксомицин. Постојат и многу други кои се даваат, кои имаат пролонгиран, така наречен, постантибиотски ефект. После нивното давање, а помалку влијаат на цревната флора. Затоа што и вие антибиотици што ги даваме, тука е голем, знаете, абсурдот. И самиот ванкомицин и метронидазол и антибиотик кој индиректно у ретки случаи може да доведе до клостридиум. Така, секој антибиотик всушност може да доведе до клостридиум. Затоа се и другите. Проблемот во лекувањето е што треба да се биде трпелив. Многу често се менува терапија, што не е добро. Треба да клиничарот мора да знае дека минимум 5 до 6 дена треба да се дава антибиотикот да може да исполни ефект на ваква тешка манифестација ако навистина се работи за колит псевдомембранозен предизвикан од Clostridium difficile диареја. Професорке, доколку има диареја пациентот, а предизвикувач е Clostridium difficile, значи оваа бактерија, дали смеат да се дадат лекови за да се спречи диарејата? Никако. Тоа е страшно. Бидејќи сите се обидуваат нели да ја спречат диарејата? Тоа е страшна контраиндикација. Затоа е многу важно да се знае многу смоли, многу инхибитори на перисталтика, успорувачи, многу приправци кои лесно се достапни во апотека. Се контраиндицирани кога се работи за голем куп на инфективни причинители, а посебно кога се работи за Clostridium difficile диареја. Сосема одредени имаат своја индикација, не сме ЕПП да кажам кој. Али тие клиничарот ги знае и може да ги даде. Апсолутно е инхибирано. Знаете, со успорување на перисталтиката, ние му даваме можност на организмот, на цревото да абсорбира токсини. Значи, ние правиме негативна улога на организмот. Значи, сите токсини всушност преку диарејата треба да се изфрлат? Треба да се елиминираат, да. Да делуваат антибиотиците и пробиотиците. Професор, исто така се споменува еден нов начин на лекување на диарејата предизвикана со оваа сериозна бактерија и се нарекува фекална трансплантација, односно трансплантација на столица од здраво лице, кој што има убава здрава столица, на болниот. Да, фекална микробна... Постои ли ризик од оваа терапија и дали се спроведува? Значи, тоа е барем 30 на години во светот, особено во западниот свет, особено во Канада. Енормно работат со овие причинители. Не кажавме, не знам колку имаме време. Многу малку. Што е со интрахоспитално и како да се превенира здравствен персонал е ризик фактор за инфекција. Тогаш во една реченица во однос на трансплантациите со може да се пременува, али само превенција. ако лекувањето на пациенти на релапсите или рецидивите било
barem 2-3 pati so režim na antibiotici koji se dava. Znate, To znači nikoš ne je prv izbor. nikako. Ona je prisutna, se pravi vo svetot, se lekuvaат pacijentите. Има pacijenti koji imaju po 18 pati relapsi. Тие пациенти се едва и живи. Имаме претешки пациенти. Најдов некои статистики, 1 од 5 лица има релапси. Тоа е прилично често. Да, они се чести. Затоа се вика тој кој еднаш ке добие Clostridium difficile, вистински Clostridium difficile инфекција, на вистина има голем ризик да добие повторна инфекција. Дали со новите соеви или со истиот сој. Многу зависи, знаете, и кога ќе излезат пациентите од болница, какви се нивните хигиенски навики дома. Он се враќа у иста средина, исти навики, така. Зашто пушачи, зашто куп други предиспозиции. Ние не кажавме ништо, немаме време, не знам колку има време. Зашто човек добија Clostridium? Зашто ја ќе добијам, а другиот пациент нема да добие? Многу зависи и од имунитетот на цревото, знаете. Многу зависи од појавата на заштитните антитела. Сите ние, кога ќе настане колонизација со соевите, реков ги има више од 100 кои се непатогени. Тука е една добра работа кај Clostridium. Знаете, колонизација со непатогени сој ствара антитела кои имаат заштитна улога, кои ќе не штитат и ако настане колонизација со патоген сој. Дали многу е важна имунолошкиот одговор на организмот. Потврдено е дека, за жал, високи нивои на интерлеукин 8 идат со тешка клиничка слика. Исто така, каков е нашиот организам во однос на рецепторите кој Clostridium. Некој ги има помалку, некој ги има повеќе. Тоа се индивидуални разлики во структурата на нашиот интестинум, на нашиот екосистем. И затоа не секој ќе добие претешка инфекција со Clostridium difficile. А има ли начин да ги спречиме овие инфекции? Што да направиме во однос на превенцијата? Во однос на превенција треба да се мисли однос на превенција на секого од нас и она што е многу голем проблем во однос на превенцијата на овој причинителот во болниците. Знаете, ова бактерија, спорите, се енормно резистентни. Они се резистентни на класични дезинфициенси кои се употребуваат у болниците. И ако персоналот не знае со кои дезинфициенси треба да се стерилизира. Ако пациентот не знае, а има случај кој, знаете, може пациент да е асимптоматски со Clostridium difficile инфекција, а е примен во институција за нешто друго. Тој пациент и персоналот кој работи со него може да го расејува, затоа е он интрахоспитален проблем. Бидејќи спорите кои се високо резистентни, а потребна ингестија на 2 до 3 спори за да настане инфекција, и обстојуваат 6 месеци во надворешна средина. Потребни се, као што се тоа работи на нашата институција, на клиниката за инфективни болести, страховити мерки за превенција на пренос да ова инфекција настане интрахоспитален проблем. Затоа е неопходна употреба на ракавици за една употреба, затоа е секој пациент, ако е сомнителен за Clostridium, за него се знае дека персоналот кој работи со него, затоа е све за една употреба и он е кохортиран така да нема контакт со другите пациенти, знаете, затоа што ќе се пренесе инфекција. Исто е така важно и со кои средства, сапун, вода, алкохол, највисока концентрација немаат никаков ефект на спорите. Они ќе останат, знаете. Препаратите со кои се работи, со кои се прават колоноскопии, исследувања, ендоскопски во абдоминална хирургија, на инфективно, на гастро, така. Знаете, многу е важно со што ќе бидат стерилизирани да не се пренесе инфекција на другите пациенти. А ние индивидуално што можеме да направиме? Доколку имаме, професорке, добар микробиом и сме хоспитализирани, дали тоа значи дека ќе бидеме заштитени од оваа инфекција? Или тоа не е баш така? Нема правило. Нема правило. Нема правило, тоа би требало да биде така и во најголем случај е. Она што е важно да кажеме, не е работата да плашиме,
Međutim, treba da upozorime deka ne treba da se zloupotrebova antibiotici i ono što je deka v najgolem broju od slučajite Clostridium difficile diareja se lekova. Na vistini imаме slučaji koji se preteški, so 20, 30 ispraznoci. Во текот на еден ден? Во текот на 24 часа. Тоа се, за жал, имаме и млада популација, тоа се млади луѓе, 20-30 години. За жал, тоа се многу од пациенти од најмалата возраст, кои мора да добиваат одредена хематотерапија, одредена онколошка терапија, кај, за жал, многу често во пораст кај инфламаторни заболувања на црево, појава на оваа инфекција. Тогаш примена на сите мерки не може да гарантира дека нема да се развие инфекција. Али, она што е со сигурност, дека влијаеното на тоа што јадеме, како го чуваме својот микробиом, колку улагаме во нашето здравје да се превенираат и да има потреба од антибиотска терапија, зимање на пробиотици кога на вистина е потребно и превентивно, знаете, сето тоа е некоја гаранција, услови во болниците какви што на вистина треба да се зачува хигиената, за да не се шири инфекција и навиките наши по излегувањето од болница. Например, знаете, многу се проблематични. Сите ние имаме у болниците некого и ќе кажеме забранета е посета, дали можам само да го видам. Знаете, тоа се вика 3 минути посета, која е страшен ризик за Clostridium difficile инфекција. Значи, дури кратка посета во болница од 3 минути. Затоа што тогаш не се применуваат тие мерки. Сите мерки. И тоа светот го уочили, го посочили. Затоа некогаш се ствара крива слика дека персоналот во болниците не дозволува да виден пациентот. Верувајте, сето тоа е во интерес и на пациентот и на тој кој сака да го види пациентот. Колку е ризик од пренос на некои инфекции голем. Точно ли е дека по заразата со Clostridium може да поминат 12 недели пред да се појават првите симптоми? Да. У принцип, најголем број од случаите добиваат повторна инфекција некаде 2 недели до 8 недели после. Али, опишани се и случаи за жал и после 12 недели, да после контактот со бактеријата во болницата се јави Clostridium difficile диареја. Сето тоа може да се докаже, може тачно да докажеме кој риботип со РНА, со ПСР, со НАТ, ние може тачно да кажеме, али тоа нема тераписко влијание на пациентот. Знаете, тоа тестирање нас ни е важно од епидемиолошка гледна точка. И тие епидемиолошки тестирања се важни управо ради тоа и тие докажале колку мора да се стриктни и ригорозни многуте мерки за пренесувањето на оваа инфекција. Знаете, Clostridium е докажан на стетоскопот, на рацете на персоналот, докажање на пулс оксиметрите. Знаете, присутен е. Значи, многу е важно со хлорните соединенија, дезинфекција на собата, дезинфекцијата на сите простори, многу други средства тачно се знае колку време треба хлорни препарати. 1 минута е доволна на тој препарат кој е со концентрација 5,25%. Ако се работи за дезинфекција на просторите, на сите одели може да се јави Clostridium. Мора да се знае, да, увез рација, али дејството мора да е 45 минути, за да може да настане тоа преку фотоните, ДНА, знаете, нарушување, за да се елиминира Clostridium. Не е само да се упали лампа 10 минути. Пациентот тогаш не смее да е во соба. Постојат многу други методи, со озонските магли и многу други. Постојат и само дезинфицирачки површини, кои за среќа се повеќе
je tendencija da se upotrebuvati kaj nas i во салите и во болници. Тоа е многу скапо, знаете. Тоа се Но кога штити од некоја ваква сериозна инфекција, никогаш не е скапо. Никогаш не е скапо. Здравието нема цена. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Остана секако уште многу работи кои што може да бидат кажани. Јас се надавам дека бевме малку, барем јасни, така за некои основни работи има навистина многу да се каже. И во дијагностика, и во терапија. Ова е суштината и клучните поенти кои што требаше да стигнат до сите нас. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната тема амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.